Ова, почитувани граѓани, овде во мултиетничко Кичево, ова е одлука за нашата единствена партија Република Македонија. Нашата татковина, нашата дедовина и нашата оставштина за нашите деца. Затоа на ова прашање е важно сите да се обединиме. Земајќи го целиот овој аспект, јас знам дека добро е и за синдикатите, заради тоа што работниците ќе имат повисоки права, а и плати. Добро е за бизнисмените, заради тоа што ќе освојат поголеми пазари. Добро е за лекарите, заради тоа што ќе ја донесеме Германија овде. Навистина, обединети сме надпартиски граѓани пред се, да, и политичари, и граѓански активисти, со нас се невладените организации, со нас се здруженијата на спортските клубови и федерации. Ова генерација исто така има историска улога. Дебатата е по цела Македонија. Гледате како се одвива. Историска е улогата. Затоа што ако тогаш ја обезбедивме независна Македонија и добивме независна земја, наша заедничка Република Македонија, сега треба да ја осигураме и да ја обезбедиме. Важна е одлуката што ќе ја донесеме. И дебатата нека трае. Овие денови разговарајте со секој. Затоа сето она за кое што се бориме, сега ќе се избориме со столче и во НАТО и во ЕУ. Не е исто да бидеш надвор на студот, додека сите таму се не топло. Не е исто. Некој друг да одлучува за тебе, нема место за тебе. Не е исто да бидеш таму рамо до рамо со сите и да одлучуваш и за себе, и за нашиот регион, и за целиот свет. Должност ни е да бидеме и граѓани на оваа земја како што треба. Затоа сакам да ве поканам на 30 септември са бајлето, кој пие кафе, пиете кафе, после тоа или чај, после тоа сите на гласање, кога ќе изгласаме да се вратиме дома, да си ги гушнеме децата, да им кажеме дека донесовме одлука за нив, обезбедена е нивната иднина и да се радуваме на иднината на Република Македонија. Излегуваме и гласаме за Европско Кичево, за Европска Македонија.